Poštovani prisutni, moji sopартици, симпатизери, членови на други партии кои се коалиција иднината сега, и ова наше присуство овдека, како и многу пат до сега, овие поседи ги правиме постојано, особено во оваа местна заедница. Перо Чичо е една од најголемите, всушност најголема местна заедница по број на жители, по број на семејства, една од старите населби, приградски, и на некој начин Карпуш и Перо Чичо се тука најмногобројните, ако не можда и најголеми во Македонија, бидејќи габаритот на ова населба е како еден град во Источна Македонија отприлike. И сакам да кажам, ми е чест што сум денеска тука. Ние овдека ќе правиме ова специјално за медиуми, да се обраќам, посета на 4-5 пункта, бидејќи очигледно гледам на вашите телевизии издават по 2-3 луѓе, намерно предпоставувам ради психолошкото делување на кампањата, и тоа на некој начин се обратувам за реалниот приказ на кампањите, бидејќи митинзите не се прават само да се каже неколку збора, и психолошкиот момент во однос на гласачкото тело. Ве замолувам за објективности, бидејќи фер кампања е значат и фер демократски избори. Околу тоа толку, бидејќи нашата борба изминатите 2 месеца беше всушност за да се врати демократичноста во државата, да се вратат правата на луѓето слободно да одлучуваат, и оние што одлучуваат да ги водат, да ја водат земјата по закон, устав, деловник, она што е пропишано и како во едни културни модерни земји се води една држава. Благодарам за вашето присуство. Нема да политизирам, знаете се што се случуваше за тие месеци. Впрочем, вие од оваа населба бевте најмногобројните на сите тие маршеви, на сите тие наши настапи, на сите тие граѓански парламенти, и она што даде резултат да на некој начин тој договор од минатиот петок, пред 7 дена, е вовед во еден нов процес во Република Македонија, со што ве замолувам за една комплетна агилност. Ние сме сега први пат во кампања тука, иначе постојано сме во комуникации и наше присуство, и би сакал да од понеделник најавам наша посета по секој дом со пропаганден материјал, што значи програма, флаери, нашето мало и она што сакаме да сработиме во наредниот период. Ја би сакал да истакнам дека ве гледам овдека гордо и достојанствено стојам пред вас како човек што изминатите 2 години реализира нешто што постојано централната власт зборува за некои 20.000 проекти, не знам што направиле. Ако поедеш низ Македонија, гледаш дека имаш чувство како да е воредна воена состојба, бидејќи нема колани аутопати, по Источна Македонија луѓето не се движат, а јас зборам за една населба која значи нешто успоредба, што кажам од претходната моја реченица, дека во ова населба во изминатите 2 години се инвестирали над 1.400.000 евра. Значи населба во која до сега историски, ако се вратиме назад, никогаш нема таков подем. Значи направена нова спортска сала со највисоки стандарди, направени се неколку улици, значи една е започната, имаме проблеми со експропријација, имотоправни односи од таква димензија која се надевам дека во овој период и нареден период ќе ги разрешиме. Гладно поле се отпочнува, исто така улицата, канализационата мрежа на 601-602 отпочнат, што дефинитивно ќе се конектираат сите овие сливни подрачја и дефинитивно ќе се стави точка на вековниот проблем на ова население. Проектот за потпорен зид на Гладно поле, кој исто така влегуваме во една завршница со поставување на канализациона мрежа, дефинитивно го завршуваме тој круг во Гладно поле и го урбанизираме и даваме стандарди за комунално-урбанистичка сфера за решавање на сите проблеми во тој дел, и проекти во наредните 4 години нашто мало, кој дефинитивно ќе ги затвориме сите отворени комунални проблеми, особено према Старија Лозда, бидејќи таму имаме една населба со урбана узурпација, која на некој начин законот за легализација ги овозможува некои права, и тоа е едно од болните точки и неколку попречни улици кои треба да ги завршиме во наредниот период. Одговорно стојам пред вас и ви кажувам, оно што го збориме пред 4 години, 90%, ако не и повеќе, сме го реализирали. И најавувам една многу важна работа за вас, овдека кои сте, бидејќи тоа е единствено училиште од
од овој дел на градот која има динамички раст на ученици, има дефицит на ученици. Од наредните 4 години ќе се дадат 4 нови ученици на место на почетокот на темелите од 2001 таа популарна спортска сала од Топурковски. На тоа место каде се отпочнати тоа ќе бидат нови 4 ученици, чија концептот на енергетска ефикасност направиме новата фасада, ќе го премениме дворот и ќе имаме едно од најголеми училишта во Република Македонија. Тоа е заложба на оваа локална самоуправа. Се надева вие тоа ќе знаете да го потврдите. Гледам некои сликички таму уцртале, кај видат празен простор, 5 градинки и старачки домови, меѓутоа не знаат дека тоа се со специјални намени, дека тоа е солидарен улички план, не е може да се направат инкомпатибилни содржини. Меѓутоа кампања, луѓето се водат своја кампања, ние даваме реални проекти. И порачувам дека нивните 21 проекти не чинат колку ова што сме направили само на селбата Перо Чичо, бидејќи они правиа проекти само на 2 км квадратни во Скопје, барок, споменици, оно што се вика центар на Скопје, се друго оставија пустош. Ние ќе работиме за интерес на граѓаните, на нас ни е битен секој граѓанин, еднакви услови за сите на живот, тоа е правило, природно правило за секој човек, тоа ќе го се залагаме да го правиме и се надевам на наредниот период ќе го правиме. Ве поканувам да не пратите во кампањата како треба. Да сте живи и здрави од понеделник во секоја куќа и победа на 24.